Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс телевизија. Уште еден во низата невообичаени топли денови. Следуваат информации за денешните случувања со кои почнуваме после најавата за дел од содржините. Општините Кочани и Пробиштип со заеднички проекти за инфраструктурно уредување на спортско-рекреативниот центар Пониква. Осоговскиот туристички бисер бара инвестиции. Попладне во Штипки се презентираат условите на владиниот проект Купи куќа, купи стан. Проектот нуди поволни услови за решавање на стамбеното прашање. Шест возови на Евростар беа блокирани синоќа поради група бегалци во тунелот под Ла-Манш на француска територија. Околу 3000 мигранти се обидуваа да дојдат до Англија. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски најавија финансиска поддршка на микро и мали компании како дополнителна поддршка на најмалите компании за отворање нови работни места. За реализација на оваа мерка, која треба да резултира со 200 работни места, предвидени се 18 милиони и 400 илјади динари само за оваа година. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски на денешната пресконференција информираа за новата мерка, која што е дел од оперативниот план на активни мерки и услуги за вработување за 2015 година, финансиска поддршка на микро и мали компании, која треба да даде дополнителна финансиска поддршка на најмалите компании да им помогне да отворат нови работни места. За реализација на оваа мерка за 2015 година се предвидени 18 милиони и 400 илјади денари за отворање на 200 нови работни места. Очекуваме со завршувањето на јавниот повик кој што ќе трае до 16 септември оваа можност да искористат поголем број на домашни компании, да ги поттикнеме, да ги финансираме за да отворат нови работни места. За секое ново отворено работно место, за секое ново вработување, овие приватни компании ќе можат да добијат 92.000 денари грант, финансиски средства за опрема и репроматеријали од страна на државата. И понатаму ќе продолжиме со реализација на низа мерки кои што вродуваат со резултати, им помагаат на македонските компании да отворат нови работни места, ги стимулираат и ги финансираат истите. Директорот Поповски истакна дека самата мерка се реализира во неколку циклуси, во кој што првиот циклус е апликација и поднесување на бизнис план, со кој што компаниите го развиваат својот бизнис и ќе посочат дека имаат потреба за вработување на одреден број лица заради проширување на самата компанија. Вкупно се 200 вработувања, ние надеваме дека ќе се јават повеќе компании кои што сакаат да прошират повеќе работни места, со тоа што ќе создадеме повеќе работни места во микромалите предпријатија кои што имаат потреба од вакви финансиски средства во вид на опрема и репроматеријали. На крајот ќе биде објавен списокот на селектираните и истите ќе потпишат договор со агенцијата и ќе ги добијат средствата. Условите се компанијата да не должи јавни давачки, да не го намалила вкупни број на вработени последните 6 месеци, односно заклучно со 31.12.2014 година, навака да не го намалиле бројот на вработени, да не должат јавни давачки од типот на даноци, на придонеси за вработување и минатата година да имале најмалку нула завршена сметка во Централниот регистар. 12 месеци ќе трае, значи вработувањето е на најмалку 12 месеци, со тоа што доколку некој лице си замине, компанијата треба да го замени со ново лице во рок од 15 дена од прекинување на договорот кој што го имале со претходното лице. Инаку компаниите не можат да користат бенефит од Македонија вработува, туку директно си плаќаат придонеси за секое ново вработување, бидејќи ова е субвенционирано вработување. Караванот Купи куќа, купи стан попладне е во Штип. Сите заинтересирани може да ја поседат презентацијата на проектот која ќе ја одржи Министерството за финансии во зградата на општина Штип во 17 часот. На презентацијата ќе учествуваат и градежни фирми од Штип кои имаат понуда на станови, представници од банките и од Министерството за финансии.
Ке се асфалтираат пристапни патишта до спортско-рекреативниот центар Пониква. Во тек е средување на документацијата за уредување на просторот Арамиска чешма со мини езерца, како и документација за нови ски патеки и ски лифтови на Пониква. Осоговието станува пожелна туристичка дестинација, а храмот на Свети Василий одлична локација за одмор и духовно смирение. Манастирскиот собор кај Свети Василий на Пониква на Осоговските планини беше можност повеќе верниците и посетителите да го посетат манастирот и да се воодушеват на убавата архитектура, фреско-живописот, но и на местоположбата на манастирот. Сместен на надморска височина од 1640 метри, манастирот е богатство и за посетителите и за верниците. И овој дел е еден од оние моменти кои што ги вложуваме заеднички сите, и општините Кочани и Пробиштип и другите организации, па и самата Македонска православна црква, Охридска епископија, да овој дел заживее. Да овој дел кој што е напуштен, кој што е оставен воглавном на стари луѓе, напуштен од помладите, да го повратиме назад, било преку туризмот, било преку овакви организации, преку овакви посети, било преку користење на капацитетите кои што ги нуди Осоговскиот масив со шумските богатства, со шумските плодови и сето оно кое што може да се овде забележи. Општините Кочани и Пробишти продолжуваат со инвестициите во спортско-рекреативниот центар Пониква за развој на планинскиот туризам преку целата година. Добиените проекти се гаранција дека на овој план доправа ќе се вложува. И двете општини и владата на Република Македонија се грижиме да овој дел се развие. Веќе се добиени проектите за асфалтирање на дополнителни патишта овде, се работи на документацијата за изградба на езерцата Арамиска чешма, се работи документацијата на проширување на ски лифтовите и новите ски патеки, се работи на документацијата за паркинзи, се работи на документацијата за фекалната канализација. Очекуваме дека во наредните 5-6 години ова ќе прерасне на вистина во еден прекрасен дел, во еден летен и зимски центар во Источна Македонија. Приоритети за урбанизација на Пониква има неколку, но најнеопходна е изградбата на фекалната канализација и паркинг просторот, а изградбата на новите ски патеки и ски лифтови се услов повеќе за развој на овој спортско-рекреативен центар во Источна Македонија во зимски услови. Во тек е реализација на втората фаза од проектот за уредување на влизот во Штип. По асфалтирањето на кружниот тик на влизот во Штип во населбата Железничка, во тик се градежни зафати за асфалтирање на сообраќајницата која води до подвозникот кај кампус 4. Од денес се поставува нов слој на асфалт, а патот се проширува онолку колку што условите го овозможуваат тоа. Се очекува до крајот на оваа работна недела да биде асфалтирана ова влизно-излезна сообраќајница. Проектот е вреден околу 9 милиони денари. Во трета фаза предвидена е конструкција на тротоари, со што општината има предвидено буџет од над 50.000 евра. Центарот за правно-политички истражувања при Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев од Штип утре ќе организира втората меѓународна научна конференција Општествените промени во глобалниот свет. На конференцијата се пријавени повеќе од 150 трудови со учесници од 18 земји од светот. Трудовите се однесуваат на правото, политичките науки, социологијата, медиуми и комуникации. 8 лица загинаа во пожар кој избухна во стамбена зграда во северниот дел на Париз. Над 100 пожарникари учествувале во гасењето на пожарот, а причините за негово избухнување се и уште непознати. Според полициски извор загинале 8 лица, меѓу кои и деца. На местото на пожарот се наоѓаат бројни спасувачки и противпожарни екипи. Во Нов Белград на булеварот Зоран Гингик е пронајдена неексплодирана бомба тешка околу 100 килограми. Бомбата ја пронашле работници на Белградски електрани при изведување на работи. Министерството нагласи дека работниците на Белградски електрани со багер ја ископувале авионската бомба со маса од околу 100 килограми која е во доста лоша состојба и најверојатно е останата од Втората светска војна.
6 возови Евростар беа блокирани синоќа поради група бегалци кои биле на шините во тунелот под Ла-Манш на француска територија. Евростар компанија чии возови се обраќаат меѓу Лондон и Париз или Брисел. 5 нејзини возови стојат на влезот во тунелот на француска страна, бидејќи има луѓе на шините. Групацијата Евротунел објави дека превозот на камиони со вагони се одвива нормално. За Европското првенство во кошарка кое ќе започне на 5 септември и кое за прв пат ќе се одржува во повеќе земји, грчките медиуми започнаа со своји забелешки. Политиката повторно се вмеша во спортот и овој пат повторно јужниот сосед е главната причина. На официјалната страна на Европското првенство Македонија е напишана со кратенката МКД, што создаде бурни реакции од јужниот сосед. Како што е ситуацијата засега, ти е можно да испратат и официјална реакција кон ФИБА, а секако ова не е прв пат затоа што и претходно во 2012 година на предолимпискиот турнир ФИБА повторно направи наводно грешка при кратенката на нашата држава. Откако потпиша нов договор со бугарката Ина Рашова, женскиот кошаркарски прволигаш клупски доби уште едно засилување за новата сезона. Младата Ангела Ставрова е новото име кое доаѓа од Кошаркарската спортска академија, инаку поранешен член на клубот јуниор, кошаркарка која својот потпис го стави како што вели самата, најмногу поради успесите кои во минатото ги има постигнато делчевскиот прволигаш. Јас сум Ангела Ставрова, чест ми е што подпишувам за клубот клупски, затоа што како прво има одиграно многу финални, освоено многу први места и се надевам дека ќе допринесам за доброто на клубот и да имаме подобар пласман. Ангела Ставрова е кошаркарка на кошаркарскиот клуб јуниор од Скопје, значи имаше играно во јуниорско првенство на Македонија 97-98 генерација. Таа исто така ученичка втора година во спортската академија по кошарка, иако млада, ќе биде една од клучите играчи на кошаркарскиот клуб Клуски. Клубот првите надпревари во новото првенство ќе ги одигра кон почетокот на октомври, а до тогаш ќе течат и подготовките кои пред се ќе се базираат на силни тренинзи и одигрување контролни надпревари, вели тренерот Липчо Петровски. Ова е прва фаза каде што доаѓа до адаптација на кошаркарките, бидејќи летово има подолга пауза, меѓутоа мислам дека еве со почетокот на тренинзите и пријателските утакмици кои се најавени во наредниот период, ние ќе ја достигнеме формата и оваа година ќе се бориме пак за првите места во кошаркарската лига на Кошаркарскиот сојуз на Македонија. Инаку освен Ставрова, својот договор го потпише и бугарската интернационалка Ина Рашова, која и оваа година му останува лојална на клубот од Делчево. Овде е крајот на вистите. Повеќе за актуелните случувања денес гледајте во дневникот во 16:30 или на нашиот веб портал kanalplus.mk. Имајте успешен ден.